Првиот приоритет е забрзување на економскиот раст од најмалку 5% годишно. Императив е да ја зголемиме продуктивноста и конкурентноста на националната економија преку структурна трансформација на стопанството и модерни технолошки решенија како главни двигатели во производните и услужните дејности. Ке треба да поттикнуваме нови инвестиции, да ја намалуваме сивата економија и да обезбедиме флексибилен и динамичен пазар на трудот. Вториот приоритет е повисока заштита на животната средина и редефинирање на македонската енергетска политика со цел подобро да одговори на внатрешните барања и екстерните шокови. Трето, сеопфатна дигитализација која ќе отвори простор за инвестиции и нови работни места. Според најновиот извештај на Светската банка за глобалните економски перспективи, еден од најважните чекори кон намалување на нееднаквоста е дигиталната иновација. Затоа до крајот на оваа деценија ќе мора да го заокружиме системот на дигитална економија и да вложуваме многу повеќе во развојот на македонскиот IT сектор. Четвртиот приоритет е образованието и инклузивниот развој. За да го спречиме одливот на млади луѓе од земјава, потребни се системски зафати за да креираме сеопатно, квалитетно и дигитализирано образование, прилагодено на современите светски трендови и на пазарот на трудот. Важно е да се гарантира енергетска сигурност во системот и на економски изводлив начин. Нагласено е диверсификацијата на изворите на енергија и тука има можност да се забрзат инвестициите во обновливи извори и истовремено нагласувајќи потребата за подобрување на националните електрични мрежи, да биде пазарот на електрична енергија поотворен. Во еден ваков контекст, земите од Западен Балкан треба целосно да бидат фокусирани на траекторијата за намалување на јаглеродниот импакт. Да искористиме кризата како можност да забрзаме зелената транзиција, трансформацијата, диверсификацијата на нашите економии, на енергетскиот сектор, на транспортниот сектор и на сите сектори од економијата кои што се засегнати од кризите, бидејќи глобалната редистрибуција на енергија веќе има огромни влијанија врз индустриите, домаќинствата и оваа итност да се преземе ваков пристап со два столба овозможува диверсификација и стабилно снабдување со енергија.